Денес сум во работна посета на општина Кавадарци. Разговаравме со градоначалникот Јанчев. Меѓусебно се информиравме за сите проекти кои што се поврзани со Кавадарци и со Кавадарчкиот регион. Го информирав за проектите кои што преку владата треба да се спроведат во овој период. Исто така градоначалникот ме информираше за проектите кои што се поврзани на Кавадарци, исклучиво кои што ги работи локалната самоуправа, се разбира и за проектите кои што се работат заедно со владата на Република Македонија. Разговаравме на повеќе теми. Една од темите беше делот на патната инфраструктура која што се работи во моментов тука и се планира да се работи во натамошниот период. Значи станува збор за проектите кои што се поврзани во делот на околу Кавадарци, значи патот Градско Прилеп, Веделници, знаете дека таму во моментот се работат, дополнително за проектите кои што се поврзани, наречеме проектот Кавадарци Росоман, 8 километри кои што треба да се прави. Тендерот е во тек, некаде очекуваме да отпочне од август-септември месец изградбата на тој дел. Тоа е преку Светска банка, транзитниот дел околу Кавадарци. Исто така зборувавме за делот на подобрување на водоснабдувањето на градот Кавадарци со проектот на КФВ банка. Очекувам на наредната седница на владата да помине одлуката и врз база на тоа да се склучи сепаратен договор и КФВ банка и Министерството за транспорт и врски со цел се разбира да можат тие средства да бидат користени. Исто така разговаравме дополнително и во делот на гасификацијата. Значи очекуваме да процесот на гасификација, посебно за кракот од Неготино, кој што движи преку Кавадарци и оди се до Битола, да се интензивираат активностите. Градоначалникот ме информира дека веќе се изготвуваат проекти во делот на неговата надлежност во делот на Кавадарци, така да мислам дека имавме сериозен добар разговор. Се информиравме, очекувам дека овие сите проекти кои што се планирани, се работат и ќе се работат во настојниот период согласно роковите, ќе бидат, се разбира, реализирани. И уште еднаш сакам да потенцирам дека владата останува сериозен партнер на општините во Република Македонија и секоја помош од централната власт, бидејќи локалната власт е посебна, секоја помош која што е добре дојдена од централната власт и ние стоиме на располагање комплетно во делот на сите проекти кои што ќе треба да бидат реализирани. Обемна средба имавте денеска со министерот. Што оваа година треба да очекуваме? Така, на работна средба на министерот, денеска во Кавадарци, разговаравме за повеќе проекти и настани кои што треба да се случуваат во делот на надлежности на Министерството за транспорт и врски и дивната поддршка. Очекуваните се дека оваа година, до крај на година, ќе го завршиме овој западен булевар во комплетна должина од 1200 метри, со 4 ленти комплетно осветлен, со атмосферска канализација и водоводна мрежа, така да таа инвестиција од 60 милиона денари, заедно со Агенција за патишта и со Министерството за транспорт и врски и поддршка. Исто така се очекува северниот булевар кој што го имаме од улица Шишка до бензинска пумпа на Мак Петрол, да го реконструираме комплетно. Тука водиме заедно со Светска банка, пак преку Министерството за транспорт и врски и поддршка и дел со преку Вардарски плански регион. Така да овие два влеза на Кавадарци ќе бидат комплетно решени. Тоа е еден голем и од витално значење за град Кавадарци. Сами знаете дека ова подолго време стои така малку во занемарена ситуација. Мислам дека ќе биде многу побезбедно и подобар пристап на самите и луѓе и фирми кои ќе гравитираат на овој дел. Исто така, сакам да ви информирам дека оној грант кој што ги имавме добиено од КФ банка во 2,5 милиона евра, Министерството за транспорт сега го има дадено договорот на ревидирање на влада. Веројатно првата седница на влада ќе помини и очекуваме негде од септември или октомври да ги отпочнеме проектите за подобро водоснабдување, како што каже министерот, и во делот на атмосферската и канализационата мрежа. Така да имаме доста сериозни проекти, доста врзани работи заеднички кои што се надевам дека се движат во најдобар правец и морам вака да ви информирам дека денеска го запознавме и министерот и ние како локална самоуправа ќе бараме од него за да заеднички успееме да направиме проект и за оној патен правец кој се го спомнате до Дисан, меѓутоа и за заобиколница која што ќе биде од пред Марена па да се вклучува на Дрекстермајер и на Југовковец. Така да тоа се стратешки многу големи проекти за град Кавадарци.